Денеска утринското кафе го пијам во Нанобар заедно со нашиот познат тенор Владко Груевски, кој што неодамна се врати од настапот во Њујорк, каде што заедно со Андреј Наунов настапија благодарение на контактите на Министерството за култура и соработката, а патем Владко настапи и во Загреб на концертот посветен на Тоше. Тоа значи два поводи за утринска средба и за пријатен утрински кафе муабет. Здраво, добро утро и ти благодарам што утринава си заедно со мене и со гледачите на телевизија Алфа. Добро утро, јас да ви се заблагодарам за вашата покана и моја е честа и задоволството што заедно го пиеме утринското кафе тука во Нанобар. Еве, неодамна се врати од пат, практично овој ноември е месец исполнет со многу активности за тебе. Па ајде најпрво да почнеме од Њујорк и впечатоците кои што ги имаш од таму. Настапивте заедно со Андреј. Каде се настапувавте? Како течеа вашите концерти? Како бевте примени и како реагираше публиката таму? Така е, овој месец буквално беше исполнет со настапи, патувања, очекување и доживување. Њујорк за мене беше едно големо очекување и една средина која што ајде така да кажеме дека од секогаш сум сонувал нели да ја посетам и да бидам присутен таму. Така да ова година се оствари тоа. Јас сум воодушевен од самиот град, од самата големина, од тоа колку тој град нуди можности, колку нуди спомени кои што остануваат за целиот живот. Во однос на самиот концерт се одржа во МС галеријата, а беше финансиран од Министерството за култура, голема благодарност до Министерството. На моје огромно задоволство и во соработка со мојот пијанист Андреј Наунов, кој го поздравуваме во овој момент. Програмата беше од македонски композитори, за кои што искрено имаше поздрав од самата публика, бидејќи вика голема е честа во Њујорк да се слушаат македонски композитори. Така да уживавме во самиот концерт, а после тоа секако имавме и денови кои што ги посветивме на разгледувањето на Њујорк и уживањето. Еве, ова беше прва можност да го посетиш Њујорк, па верувам дека не само од професионална гледна точка, туку и од лична гледна точка ова е едно веројатно од најинтересните искуства во твојот живот. Така е, морам тука да го сместам и посетувањето на Метрополитен опера, која што за нас оперските пејачи е врвот на достигнувањето, така да бевме да ја гледаме представата Риголето. Па тука немаше многу да се зборува, сите знаеме која е Метрополитен опера, една од трите најголеми опери нели во светот по квалитет, па после и по сите останати работи, така да тука би го сместил тоа нешто. Еве, сега во вашите биографии заедно со Андреја можете да го запишете и овој настап и ова патување што сигурно е од големо значење, а интересно е што само што се врати назад во Македонија од ова патување и од овој настап во Њујорк, веќе утредента, значи после само една ноќ одмор, замина во Загреб за да настапиш во рамки на концертот посветен на нашиот Тоше Проевски. Така е, јас не знам колку би кажал дека беше таа вечер одмор, бидејќи ние само што се вративме, јас вечерта кај нас, нели во мојата матична куќа, настапив во представата Боеми, секако на моето работно место во хорот. После таа представа се предадов на спремањето и подготовките за утрината да тргнам за Загреб. Така да утрината тргнавме за Загреб на концерт кој што беше посветен на нашиот Тоше Проевски. Голема беше честа и задоволството, но истовремено огромна е и нели одговорноста да се настапи пред неговите фанови. Така да на покана од Спомен куќата од Крушево, кој што го носи неговото име, заедно со вработените од таму и останати лица кои што нели ја представуваа фамилијата, неговите пријатели и слично, отидовме во Загреб, бевме одлично пречекани од домакините во Загреб, како и од директорката во Центарот за култура, нели од нашето министерство, таму впрочем и се одржа самиот концерт. Така да
Атмосферата беше една не знам како со зборови би ја опишал. Тие таму го коментираа дека ваков настан досега не сме имале. Имаше од сите краеви на Загреб, на Хрватска луѓе, па и од околните земји. Уживавме, изведовме неколку од неговите песни, тука имаше нели нараторство, имаше и поставена поставка од самиот музеј. Така да тоа беше едно задоволство кое што не е секојдневно. Ки имаш ли сега конечно време малку да здивнеш или повторно продолжуваш со нови активности? Па сега се нашите тука кај нас, имаме нели во нашата матична куќа имаме месец посветен на Пучини, а паралелно почнувам со подготовки на мој солистички концерт во Скопје, кој што планирам да биде некаде крајот на јануари, почеток на февруари. Ќе видиме од самите подготовки како ќе се движат, меѓутоа еве моменти да го најавам тој концерт. Одлично, тоа се убави вести, а ние се разбира ќе известиме публиката тогаш кога ќе биде концертот веќе подготвен и кога ќе се знае терминот и местото на одржување. Владко, уште еднаш ти благодарам што одвои време да ги споделиме сите овие убави информации од последниот период од твојата музичка кариера. Ви благодарам и вас и секако уште еднаш честа и задоволството се од моја страна.